Се враќаме во студиото со деканот на Градежниот факултет, кој е гостинува утро во емисијата Македонија наутро. Темата ни беше друга, армиран бетон, меѓутоа е поврзана со оваа несреќа што не се случи. Прво, велиме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Да, професор доктор Горан Марковски, ќе зборуваме за четивото за идните генерации или книгата Армиран бетон според Еврокод 2, теорија со решени примери, меѓутоа не можеме да ја одминеме оваа тема. Јас се понадевав дека денес ќе одбегнам оваа тема, но некако не може. Популарно е. Магнет сте, од фелата сте, од науката сте. Убаво е да слушнеме и од оние кои што ги подготвуваат идните генерации што треба да бидат нели армирани столбови на оваа држава. Колку е сложен или опасен или не процесот на форензика, односно на диагноза на оно што му се случи на мостот Беласица? Да, јас сум малку попредпазлив или може би поплашлив од колегата Гаревски, барем од тоа што сега го слушавме. Дали е тоа мана или доблест, не знам, меѓутоа градежништвото, основната задача на градежништвото е да ги намалува ризиците. Особено кога се работи за човечки животи. Да ги елиминира ако е можно. Да ги елиминира ако е можно 100%. Меѓутоа тоа во секој случај многу тешко да се постигнува за 100% елиминирање на ризици, но да ги сведеме на такво ниво да веројатноста од појава на несакани последици биде на вистина минимална и незначителна. Според она што јас го знам, предпоставувам дека знам понешто од оваа област, се работи за доста сложен процес, за кој е потребно огромно знаење, квалитетна современа опрема и време. Она што ми е вака што ми представува лично задоволство, од тоа што сега го чув, гледам дека полека со времето се придвижуваме кон оние мои први предпоставки, кои што беа оценети како панични во однос на времето, но имајќи предвид се, на почетокот се знаеше дека и долу има цевки, дека тие треба да се отстранат, дека треба да се направи пристап до долниот дел на мостот и така натаму, а за сето тоа треба време. И оттаму беа прогнозите дека на кои што се уште стојам, дека без минимум 2 месеци со организирана, високостручна, највисокостручна работа, можеме да дојдеме до некакви сознанија врз основа на кои што после би се преземале наредните чекори. Ќе им оставиме на институциите, ќе веруваме во нив, се надеваме дека ќе дојдат до вистинското решение за овој проблем, прво до диагнозата, а потоа и до решението. Стравот куќата ја чува. Тета тет сме, па ќе кажам дека тоа е мојата максима во животот, која што ме движи. Меѓутоа, куќата ја чуваат и армираните столбови, кои што секако ќе бидат квалитетни само ако се помине ова четиво. Тоа е вашата книга Армиран бетон според Еврокод 2. Една од книгите кои што треба да се помине нели на Градежниот факултет за еден студент да каже дека е градежник. Јас потекнам од градежно семејство, мојот татко е градежник, градежен инженер, мајката архитект, сестра ми е архитект, само јас сум не знам сега дали црната или белата овца во семејството. Да, во семејството многу неблагодарна професија. Ќе се сложите со мене? Не се сложувам. Не? Професијата е благодарна. Неблагородна е, меѓутоа е неблагодарна, не е валоризирана како што треба. А инаку е многу благородна, да. Да, тоа можеби, меѓутоа професија без која што не може да се замисли нашиот живот. Дури таа создава такви дела кои што дури не ги забележуваме, сметаме дека се нормални. Сметаме дека е нормално да имаме вода за пиење. Да, и мостовите во Кина кои што одат преку океаните, сметаме дека тоа е тоа. Сметаме дека и мост е нормално да има, да поминуваме, меѓутоа кога ќе се случат вакви работи, гледаме дека треба градежни инженери кои треба да ги разрешат проблемите, а градежни инженери подковани со соодветно знаење. Оружје за знаењето се книгите. И тоа беше едниот од поривите да излезе ова дело кое е наменето не само за студентите, туку верувам и за инженерите во пракса. Имаме инсерти од вашето предавање, во понеделникот бевме на Градежниот факултет во Скопје. Не беше преполна училната или мини амфитеатарот или што и да е предавалната. Каков е бројот на студентите според вас во ова сегашно време? Задоволни ли сте од одзивот на младината кога станува збор за вашиот факултет и за вашата струка? Добро сте забележале. Ми представува болка кога ќе влезам во училницата.
бидејќи секога со задоволство одам на предавање и уживам да го пренесувам своето знаење на младите луѓе. Мислам дека поубава професија не постои од тоа да го споделувате знаењето на младите, одеднаш кои на почетокот на семестарот не знаат ништо од проблемот за кој што ќе говорите, а на крајот на семестарот веќе имаат одредена слика и поубаво чувство од тоа, верувајте, не постои. За жал, бројот на студенти на градежниот факултет се намалува од година во година. Во последниве 10 години бројката на запишани е преполовена. Веќе сме дојдени на број на студенти кој е, според мене, неодржлив. Не толку за факултетот, колку за општеството, колку за иднината на државата. Не може да функционира држава без собствени градежни инженери. Секаде сме потребни, буквално секаде, и оттаму не знам во иднина како ќе се одвиваат, односно знам како ќе се одвиваат работите ако не се преземат чекори да оваа слика се подобри и да најдеме начин како да го зголемиме интересот кај младите за нашата струка. Добро, која е причината? Книгата е тешка, меѓутоа сигурно и во минатото многу вакви книги сме виделе, барем ние што сме некако поврзани со градежната струка. Не може без учење, не може без книга да се стане квалитетен кадар кој што ќе го носи животот во едно општество. Сигурно проблематиката и тежината на проблематиката не се причината. Која е причината што нема студенти? Она што веројатно треба постручни лица да донесат посоодветен заклучок од мене за вистинската причина, но она што ние го правиме на факултет и се обидуваме да го ублажиме и да го елиминираме и да го смениме, е тоа и да ги најдеме причините за кои што вие говорите. Сме дошли до неколку заклучоци. Прво, бројот на млади луѓе се намалува. Значи, бројот на матуранти станува се помал и помал. Понатаму, леснотијата со која што се заминува во странство на студирање. Имам впечаток дека стана малку и помодарство. Тоа. По секоја цена? По секоја цена да се отиде во странство, на било кој факултет, на било кој универзитет, само да се отиде во странство. Што сметам дека нема за мене, барем за моите сваќања, нема некоја голема оправданост. Не се толку лоши нашите универзитети, барем во таа фаза на образованието. И јас, кога ме прашат пријатели за препорака, сметам дека млади луѓе кои се заинтересирани да го продолжат истражувањето на докторски студии и слично, тогаш треба да се размислува можеби за некој странски универзитет, каде што условите за студирање, за изучување се подобри. Во контекст на ова, јас имам лични примери, мои соученици од Орце Николов, електротехничка струка, јас завршив 96-97, студенти на електротехничкиот факултет во Скопје, значи Македонски универзитет, УКИМ, се директори, односно е директор еден од нив во Прага на Телеком. Имам јас такви многу такви примери има. Има многу такви примери. Што значи дека образованието не било квалитетно и се уште истото, не е сменето. Наши студенти, имаме одлична соработка со еден германски универзитет во Бохум, Северна Рајна Весфалија, на која што многу од нашите сегашни асистенти, доценти, веки професори имаат магистрирано, докторирано и така натаму. Имаме наши сегашни доценти имаат добиено престижни награди како за најдобри докторати во Германија. Имам моментално тројца асистенти кои се коавтори на оваа книга. Така ги прочитаме: Марија Доцевска Јованова, Дејан Јанев и Евгенија Стојковска. Ги поздравуваме оваа прилика. Ги поздравувам и јас, со кој беше задоволство да се соработува. Сите тројца се докторанти на Германски универзитет, ама со договор наш да после тоа се вратат тука и продолжат со своите знаења, стекнатите знаења да ги имплементираат овде и со тоа да помогнат на новите студенти и секако на нашето општество. Колку книгата ќе им помогне на студентите, што има во неа, кои теми се обработени и како треба како треба да се однесуваат со неа студентите? Да, па треба да ја сакаат, а за да сакаат книгата треба да го сакаат армираниот бетон. Моето воведно предавање на првиот час по овој предмет е љубовна приказна. Љубов помеѓу арматурата и бетонот. И
наместо вовет во книгата е поместена токму таа љубовна приказна, која е илустрирана од Бруно Јовановски, одлично, и е, како да ви кажам, една оригинален пристап во тоа како, мислам дека во книгата Еден, таа и е на еден поинаков начин пристапено кон од ова волшебна врска, ова волшебна љубов помеѓу овие два наизглед и не само наизглед, многу различни материјали, но така компатибилни да си помагаат еден на друг и да заеднички практично можат да совладаат секаков проблем. Армираниот бетон е долго време столбот на општеството, сите градби, сите мостови, сите квалитетни автопати, сите современи човекови зданија се прават со помош на армиран бетон. Што за вас представува армираниот бетон? Може ли да дадете една дефиниција? Ева едно лаичко прашање, општо. Представува еден голем дел од мојот живот. Представува материјал во кој што сум исто јас влюбен, кој што ми овозможил да бидам она што сум и пред се материјал во кој што постои неисцрпно поле за нови и нови истражувања. Тука е убавината на високото образование, тука е убавината на науката. Материјал, како што кажевте и вие, кој е убедливо најупотребуван во светски рамки, без кој што не може да се замисли ниту еден објект, ниту една градба. И од дрво да е, мора да е основата бетонска. И од челик да е, темелот ќе биде бетонски. Така да не можеме да побегнеме од армираниот бетон и не треба да бегаме. Тоа е, велам, еден многу интересен материјал. Има големи истражувања, голем напредок и во теоријата, и во карактеристиките на материјалите, постигнување на бетони со огромни јакости. Оттаму, помалку чудно, меѓутоа највисоките објекти во светот се сега изработени од бетон, не од челик, од армиран бетон, не од челик, што нам порано било незамисливо со оние бетони кои се користиле во тоа време. Мостови со огромни распони и да не набројувам што се не може да се изработи од овој волшебен материјал. Професоре, прелета времето, кога е интересно, едноставно секундите се многу побрзи. Може многу да се зборува на оваа тема, остануваме отворени за соработка со Градежниот факултет, со вас, со другите креатори на вакви дела за нашата младина, за идните студенти. Се надеваме дека пораката ќе дојде до нив и дека ќе се консолидираме како општество, да почнеме нели од оваа клетка. Ви благодарам за вашиот пристап. Само на крај ќе додадам, ако дозволите, една реченица, дека во светот постојат многу книги за армиран бетон, многу и подобри од овие секако, дел од нив, но дополнителен мотив кај сите нас беше да го создадеме ова дело со тоа да влијаеме малку и на зачувување и зацврстување на македонскиот идентитет, бидејќи пишаниот збор останува. Сведоци сме колку е тоа битно во овие времења и тоа беше еден дополнителен јак мотив да оставиме зад нас една книга која ќе биде напишана на македонски јазик.